Почитуван председателе на Комората на Косово, почитуван амбасадоре, почитувани високи представници од компаниите и почитувани представници секако од медиумите и од Република Македонија и од Република Косово. Како што каже и председателот, ова е продолжување на одличната соработка која што двете комори веќе долги години наназад ја имаат, меѓутоа во месец мај ја оконча со потпишаниот договор за соработка за зголемување на економската соработка. Впрочем, и во тој договор за зголемување на економската соработка, двете комори се обврзаа после намалувањето на обемот на надворешно-трговската размена, кој што се воочи во втората половина од 2013 година, да се следи ситуацијата и да се алармира кај надлежните, односно државни институции. Поводот за оваа денешна посета и за организирање на пресконференција е размената на представници од двете комори кои што во наредните месеци директно од лице место, значи и во комората во Скопје и во комората во Приштина, ќе ја следат ситуацијата по поотделни сектори и ќе алармираат каде има намалување и на извозот, меѓутоа и на вкупната надворешно-трговска размена од една страна, а од друга страна каде се воочени проблемите кои што секојдневно ги детектираат компаниите, преку нас ги доставуваме до надлежните институции. Следејќи ги будно состојбите на терен, можеме да кажеме дека сме задоволни, бидејќи има намалување во падот на надворешно-трговската размена од последниот пат кога се видовме, односно во мај месец кога ги коментиравме резултатите за 2013 во споредба со 2012, надворешно-трговската размена која што достигна во 2013 размена од 306 милиони американски долари, односно пад од околу 37%, тоа сега за 7 месеци во 2014 година може да се види дека има намалување на таа тенденција, односно намалувањето е за некои 13,7%. Битно ни е и ова коментирање на статистичките податоци, ние навлеговме и во структурата на извозот и на увозот. Значи и во делот на извозот, ако тогаш имавме намалување на производи од Република Македонија во Република Косово, значи говорам за 2013 во споредба со 2012 од 41,9%, за 7 месеци, значи според последните податоци од статистика, извозот на Република Македонија во Република Косово има достигнато вредност од 131,7 милиони американски долари, односно повторно благо опаѓање на тоа намалување, односно намалување во споредба со истиот период од лани за 17%. Зошто ова е важно и зошто ја направивме и оваа анализа, ако знаеме дека од вкупното учество на извозот на Република Македонија во Косово, 19,8% отпаѓа на земјоделските производи, на нафтата некаде 15,1%, производи од железо и челик 6,5%, лекови 5,3%, цемент 5,2%. Ние всушност се ориентиравме и да почнеме со размената на лица токму од овие сектори каде што очигледно е намалувањето или поголемите отстапувања и ќе почнеме со размена на лица од земјоделскиот сектор и од металната индустрија со цел да ги алармираме навремено ситуациите кои што можат да доведат до поголемо намалување на размената во следниот период. Оваа пресконференција е наменета и за да ги коментираме податоците. Повторно ќе кажам, не радува фактот што во некои од ставките, како што се производите од железо и челик, како што е извозот на лекови за малопродажба, портлат цемент, останати електрични спроводници, како и производи за транспорт и пакување, кои што во претходно анализираниот период имавме големо намалување, сега бележат тенденција на зголемување на нашиот извоз во Косово. Како што апострофираше и председателот Цафец, значи инсистирање и во следниот период на продолжување на доследна примена на имплементацијата на ЦЕФТА договорот, односно прекин во воведување на сите оние протекционистички тарифни или нетарифни бариери кои што го спречуваат слободниот проток на стоки меѓу двете страни, кои воглавно се предизвикани од недоволна информираност на царинските и други трговски процедури и каде што коморите имаат клучна улога заедно со царинските служби во дополнителна едукација на економските оператори.
Денес во просториите на Стопанската комора на Косово се отвара представништво на Стопанската комора на Македонија, како и обратно, значи во рамките на Стопанската комора на Македонија се отвара Стопанска комора на Косово. Значи се ова е со цел да се отстранат бариерите кои што постојат во моментот и да се подобри комуникација. Исто така, на овој начин ќе напреднеме, ќе го напредиме нашиот пат кон евроинтеграцијата, како и ќе се остават сите можни предизвици. Што се однесува до представниците кои што ги разменуваме меѓу двете земји, ние ќе се фокусираме на 3 теми во аспект на кои ќе лобираме. Најпрво, значи како прва задача е да се намалат или да се ублажат процедурите на граничните премини. На овој начин, преку спроведување на овој модел, ќе успееме да го намалиме чекањето во лидерици на граница, наместо да се чека 1 или 2 часа, да се чека помалку, па веќе се остварува во западноевропските земји. Втор дел на кој што ќе се фокусираме е и иницијативата која што е донесена од владата на Република Косово, која што истовремено ја поздравуваме, а тоа е изградбата на автопатот кој што ќе не поврзе со Скопје, но исто така се очекува и од владата на Република Македонија да превзема иницијатива од своја страна за да се забрза овој процес и на тој начин ќе ни овозможи подобра комуникација не само со Македонија, туку и со наредни земји. Исто така, целта на овој меморандум за соработка кој што ќе се подпише и размената на представници во различните меѓу себе, значи во двете комори, има за цел да се унапреди економската соработка, ќе бидеме поуспешни во заштита на нашите бизнеси, ќе бидеме тие кои што го подобруваат партнерството во регионот. Ние сме тие кои што ќе го подобрат имиџот на Македонија, на Косово, па и пошироко во регионот. Иако сме мали земји, сепак ние ќе работиме на промоција на Балкан, на Западен Балкан, тоест поточно овој регион, на начин што ќе направиме подобра слика за нашите земји.